Бурни реакции повеста дека пратениците си подготвуваат законски измени со кои ќе добијат привилегии и сигурна државна работа за себе откако ќе им истече мандатот во собранието. Веста која дојде од група пратеници, меѓу кои дел од независната пратеничка група на ВМРО ДПМН, предизвика бес кај граѓаните, беше најкоментирана по социјалните мрежи, но и по улиците. Чим ќе излезат од категоријата и помисле обични граѓани, си чекаат си се вработат. Алал нека им можат. Ние ги просме што сакаат нека ни прават, алал нека ни нас. Не нив, алал нас нека ни. Тие пред да станат пратеници треба да бидат вработени и да се враќат на сопствените работни места. Сметам дека не треба да имат. Треба како и секој вработен кој влего или излего од работа еднакво статус да имат. Да не бидат привилегирани. Гарантира само да до Господа која ќе живееме. Во никој случај не треба да ги чекат државна работа, нека се вратат од кај што дошла, па макар и приватно да работат, да видат како се заработува леп, а не само со кревање на два прста. Ете таман, пазарите ќе се празни, а тие како невработени слободно може да земат по една тезга. Се само дел од коментарите на Facebook. Ана Глигорова од невладината организација Човек над профитот смета дека за да си обезбедат вакви привилегии, пратениците треба да го прашаат народот. Самите пратеници да гласаат за закон кој ќе носи бенефити за самите нив. Тој закон не може да го донесат без да биде консултиран народот. Односно, народот мора да биде консултиран за вакво нешто. Со самото име што го носат народни пратеници, тие се повикуваат и доаѓаат од народот. Значи, мора да биде распишан референдум за овие бенефиции кои тие ги бараат. Но поранешниот новинар, но и пратеник Сафет Бишевац, кој сега е без работа, вели дека оваа идеја не треба од старт да се отфрли. Тој е убеден дека по завршување на мандатот нема сите 120 пратеници да останат без работа и да чекаат вработување од државата. Не се сите пратеници ни Крсто Муковски, нити па имаат собствени фирми за кои заработуваат милиони без оглед која политичка гарнитура е на власт. Значи, мислам дека е поштено да се отвори на таква дебата, бидејќи сметам дека државата на известен начин може и да добие од такви луѓе, бидејќи замислете пратеник кој 8 години е во парламентот и треба да се враќа во некаква професија. 8 години е надвор од професијата. Тој веќе не е подготвен да се врати во таа професија. За овој предлог не бил гласал актуелниот пратеник на СДСМ Диме Велковски. Тој за телевизија 24 вели дека пратениците по завршување на мандатот треба да излезат на пазарот на труд. Чисто предпоставам некоја идеја, меѓутоа моето лично мислење дека после извршување на мандат на секој пратеник треба да биде како и сите граѓани, односно на пазарот на работна сила, односно треба да работиме во интерес на сите граѓани. Партиите ја искористија и оваа тема за дневна политика. СДСМ соопшти дека пратениците и сега имаат доволно права и бенефиции, а повластен статус за вработување не смее да има само затоа што некој бил избран или именуван функционер. ВМРО ДПМН пак тврди дека СДСМ самите ја иницирале темата, но кога се соочија со револтот на јавноста, почнаа да ретерираат. Ова не е прв пат пратениците да се предлагаат закони кои ќе им донесат привилегии само ним. Во 2005 година беше изгласан закон кој возможуваше пратениците да се пензионираат пред време со 25 години стаж и 55 години возраст, но Уставниот суд ги укина поради нееднаквост.